Проблемот со грејењето и задолженоста на основните и средните училишта во општина Штип беше причина за денешниот пресс на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Штип. Како што и предупредивме, учениците од основното општинско училиште Тоша Арсов и од средното општинско училиште Коле Нектенин, за жал зимската сезона ја дочека без доволно нафта за грејење. Учениците се смрзнати и се принудени настават да ја следат со јакни капи и шалави. Градоначалникот и советниците од ВМРО ДПМН за овие катастрофални состојби во образованието молчат и ништо не преземаат. Тоа се последиците од работењето на градоначалникот Захариев и ВМРО ДПМН во образованието, спрзнати ученици и училишта во долгови. Раководството на основното училиште Тошо Арцов потенцираше дека проблемот со грејењето настанал поради дефект на системот за затоплување и дека немаат финансиски проблеми. Јас како директор на основното училиште Тошо Арцов најодговорно тврдам дека со почувањето на грејната сезона во училиштето има секојдневно грејање. Значи, исклучок беше само на 11.12.2015 година, кога настана дефект на пумпната станица на котелот, кој што се случи за време на настава. Значи, дефектот беше отстранет и во наредниот период грејењето се нормализираше. Не, училиштето Тошо Арцов нема никакви долгови по ниеден основ. Директор на средното електромашинско училиште Атанас Крстовски за Канал Плюс телевизија изјави дека ово училиште немало проблеми со грејењето, а нема ниту долгови по овој основ. За целата грејна сезона обезбедено е доволно количество на нафта.